First of all, dopeness is what I like the most. People who want to make things as dope as possible. Живеам во Влаја, западната страна од Скопје. Уметник и бубњар кој ужива во хип-хоп музиката. Едно нешто што посебно ме исполнува тоа е скиролот. Од мал го сакам. Прв пат пробав да возам на 9 години, благодарение на мојот братучет Љубомир Ангелов Љупа, музичар, продуцент и фронтмен на бендот The John. Тој имаше снимено реклама со скирол. Памтам снимката беше како вози на улица во неговото мало. Јас немав мој скирол тоа време, али имав неколку обиди со скейтот на Љупа. Бев многу инспириран, цело време цртав скироли на лист. Се тоа ме потикна да ја натера мајка ми да ми купи скирол. Ја прашав и како сите родители ми кажа не може. Ке паднеш, ке се повредиш. Многу тапа момент за мене. По некој време Љупа престана да вози и ми го даде неговиот скирол. Бев многу возбуден и пробав да возам, но премногу ми беше тежок скиролот и тркалата не вртеа како што треба. После тоа баба ми за роденден ми поклони едно мало пластично скиролче. Знаев дека не е тој скирол за трикови, но со него научив многу добар баланс. Едноставно леташе и имаше премногу добри тркала и лагери. Се возев цело време на мојата улица Франц Прешерн, за мене најмазната во градот. Како што проаѓаше времето, имав потреба од професионален скирол, за да можам да учам основни трикови. Ја замолив мајка ми да купиме еден скирол, знам и викав, те молам, купи ми, премногу ми исполнува. Се сожали и одма тргнав. Не памтам што фирма беше скиролот, само знам имаше куче на сликата и пишуваше Long Vehicle. Битно беше со nose и tail, како што ми требаше. Супер беше даската, едва чекав да ја пробам. Со неја го научив првото оли. Триковите највеќе ги учев од играта Pro Skater, која беше многу актуелна во тоа време. Сите другари се збиравме во една флиперница во Влаја и игравме по цели денови. Немаше друг начин да научам како се прават и како се викаат триковите. Али како што растев, почнав да гледам и видеа со професионални скейтери. Фала многу до Дац, кој пред мене возел некои 2 години. Дац имаше многу видео касети со скейт видеа. Сите ги гледавме по многу пати. Почнавме многу да се дружиме сите. Ни се приклучи Јордан Камберски и Оци, другар од основна школа. Ме израдува изненади кога го видел со скирол во раце. Се собравме цела екипа скейтери и блейдери, почнавме да излагаме и да возиме во Порта Влаја. Таму имаше идеални цидови за грендање и добри скали за рипање. Цел ден ни беше исполнет со вожња и дружба. Се снимавме со различни камери со желба да направиме наше видео. И тоа ми е најголем кеф што не се исполни колку толку желат. Снимивме едно кратко видео кој го монтираше Горан Симјановски Гого, каде што може да се види цела таа дружба и вожња во Порта Влаја. Оформивме тим со име NSS Crew, што значи Never Stop Skating. Али како за Белја, дојде оној период од летото каде што сите одевме на одмори и тоа многу не раздели некако. Цела таа убава атмосфера, дружење и водење во Порта Влаја исчезна. Полог период се немавме видено. Не знаев дали се уште вози некој, едноставно не можев никога да сретнам. महकने लगा है मेरे सांस
चलते हैं बदन में सांप चलते हैं तेरे बिना बबुआ ये महुआ महकने लगा है Продолжив да возам со некои од пријателите низ мало што воопшто не ги интересираше скирол, али дремевме заедно. Јас возам, они гледаа почесно. Некој ќе се потрудеше да направи некоја финта, али ништо не беше тоа како што бевме претходно со НСС Круз. Некако без да сакам се разочарав. Плюс почнав средна школа и скроз го оставив скиролот. Почнав да се занимавам со музика, исто така имав и бенд. Скроз желбата за скирол ја изгубив. Продав 7 години. Завршив средно уметничко, исто така и дипломирав на факултетот за ликовни уметности како сликар. Една зима отидов за Бугарија, на посета кај тетка ми. Таму бев некои 20 дена, од кои последните денови излегов да се прошетам низ Софија, да разгледам шо како има и наидов на еден скетчоп. Не знам, нешто ме натера да влезам и да разгледам некои ствари внатре. Како влегов, прво што видов беше даска Real, про модел од Денис Басениц. Се заљубив во даската. Имаше перфектна графика, што од одма ја купив. Си направив филм како ќе паѓа добра вожња на пролет. И пишав на Јоци Даци Гого преку Facebook дека си купив нова даска. Кога ќе се вратам од Софија мора да снимаме второ видео на НСС Круз. Сите беа на некој начин запалени за вожња. Се вратив од Софија и почнавме да возиме во стариот скейт парк. Малце се разочарав, затоа што мислев дека кога ќе се пуштам да возам ќе можам одма све да правам од триковите што ги правев. Не може да се спојам едноставно. Немав никаков баланс и многу тешко рипав, буквално како почетник. Али даската што имав за прв пат сам купено ми даде толку мотив што почнав секој ден да возам. И ден за ден напредував, дури научив и многу нови трикови што во животот ги немав направени. Добри вожни паѓаа на Гоцева парк, Плочник, Центар, Кеј, но највеќе ми се направи Кеј вожњата во нови изградениот скейт парк, зашто од многу мали стануваме за било каков скейт парк. Не е нешто посебно скейт паркот, али до сега е најдоброто што сме го имали. Тука мислам дека напреднав доста, бидејќи цело време има луѓе што возат и можеш да си размениш мислење. Многу сакам од срце да им се заблагодарам на Блажо Симоновски, Иво Бранковиќ и Марко Саварич. Без нивната помош, подршка и мотив, можеби јас пак ќе се откажав. Како за крај сакам да кажам дека покрај овата пауза што ја правев, не се каам, туку ми е еден вид лекција. Не само за мене, него и за сите скейтери што возат и го сакаат скиролот. Никогаш не е касно да си ги следиш амбициите, инспирациите и сонат.